Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве во уште една емисија Поента. Емисија која секогаш е посветена на анализа на значајни и важни прашања што се случиле во неделата од минатиот вторник до денес. Така ќе биде и оваа емисија, која што ќе биде фокусирана на еден исклучително значаен настан кој што се случи во неделата во Скопје, но и три значајни прашања кои одбележаа неделата што измина. Настанот за кој што ќе се осврнам во првиот дел од емисијата, а кој по мене беше настан број 1 во неделата што измина, е секако одличната организирана годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Велам одлична затоа што јас бев поканета како гостинка од страна на Унијата на жените и навистина таа енергија, таа позитивна енергија која што се почувствува во салата Јане Сандански, не може да се опише со зборови, едноставно само треба да се доживее, за да може да се восприеме и како позитивна енергија, но и енергија која што зрачеше многу во својата суштина. Навистина сакам да им честитам на сите жени кои што учествуваа во организацијата на овој настан. Навистина одлична организација, од која што беа задоволни сите што бевме присутни внатре, но несомнено дека одекот на добрата организација беше видлив и надвор, бидејќи сите ја искоментираа преполната сала на Јане Сандански, но и енергијата која што беше почувствувана од сите нас присутни таму. На настанот беа испратени и силни пораки до граѓаните на Република Македонија од страна на лидерот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Груевски. Но она што посебно сакам да го нагласам е големата сплотеност на жените на ВМРО ДПМНЕ и силната посветеност и мотивираност да оваа политичка партија навистина биде на врвот во организацијата на жените во државата. Всушност, Унијата на жени уште еднаш потврди зошто се брои еден женска организација во државата. Како што е редот во партиското живење и организирање на настани, своје обраќање на годишнината имаше и председателот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Груевски, чиј што говор посебно ми остави впечаток и покрај тоа што беше многу критикуван во овие 2 дена од страна на проопозицијските медиуми и разноразни експерти. Сепак тој навистина остави силен впечаток, бидејќи неодминлив е фактот дека говорот на господинот Груевски беше силен, моќен, вистински лидерски говор, со многу силни поенти и, како што тој самиот нагласи, 4 пораки кои што беа испратени во него. Во емисијата не би сакала да правам некаква ретроспектива на говорот на господинот Груевски, меѓутоа би сакала да се осврнам на по мене 2 најклучни поенти кои што беа искажани. Првата поента е врзана со тоа дека во Република Македонија граѓаните, народот е господар на својата земја. Оваа поента е важна затоа што опозицијата често пати знае да ја заборави под напливот на некои други енергии или под напливот на некои своји лични интереси. Меѓутоа, ниту една сериозна политичка партија, уште помалку сериозен политички лидер, не смее да заборави од кого ја црпи енергијата, од кого го црпи легитимитетот и за кого е поставен во политиката и воопшто во институциите на системот.
Никој не смее да заборави дека граѓаните на Република Македонија, народот на Република Македонија е навистина господар на својата земја. Оној политички лидер кој што ќе се осуди да го покази ова основно политичко правило, ќе биде осуден на политички крај во неговата политичка кариера. Затоа што никој друг, освен македонските граѓани, немаат право, ниту имаат можност да одлучуваат за иднината и за судбината на сопствената татковина. Никој друг, освен македонските граѓани, нема право да одлучува кој ќе биде власт во државата, а кој ќе биде опозиција. Никој друг, освен граѓаните на Република Македонија, немаат право да кажуваат во каков уставен, политички, правен, економски и социјален систем ќе живееме и ќе градиме во Република Македонија. Никој друг, освен македонските граѓани, немаат право да кажат какви лидери ќе имаме во политичките партии, на кои лидери ќе им даваме поддршка, на кои нема да им даваме поддршка, кои какви лидери ќе ни ги водат институциите на системот и слично. Иако е факт дека во оваа измината година, и нешто е веќе, половина, со договорот од Пржино се изместија многу работи во уставно-правниот и во политичкиот систем на земјата. Следи уште еден факт дека по изборите што ќе се одржат на 24 април оваа година, работите ќе мора да се вратат на своето вистинско место. Сите оние противуставни елементи за кои што зборував во неколку емисии поента, но и имам пишувано колумни на оваа тема, ќе мора да бидат тргнати согласно словото на Уставот и на законите и конечно работите и животот во Република Македонија ќе мора да продолжат да течат согласно нормалната и демократска практика. Тоа е првата поента која што можевме да ја извлечеме од говорот на господинот Груевски, дека народот е собственик и дека народот е господар на собствената држава. Втората поента, за која и јас во неколку наврати сум зборувала во емисијава, е дека после оваа класична политичка операција на државата, која што се случи како резултат на пучот на опозицијата во државата, која што операција фактички го деформираше до степен на непрепознавање нашиот политички и правен систем, тешко дека ќе биде можно лидер на политичка партија да биде повторно некој аболициран криминалец или човек кој има криминално досие, а уште помалку лидер на политичка партија или претендент да биде премиер во државата ќе може да биде човек кој што соработува со криминални структури во земјата, кој што е директно поврзан со подземјето, но и чие што име се врти во подземните структури, како можен организатор на разноразни фабрики за афери, на разноразни скандали, што ја тресеа, но и натаму ќе ја тресат државата. Одамна зборував дека во Република Македонија мора квалитетно да се промени лидерската структура во политичките партии, ќе мора да силно да се променат и да се постават лидери кои што имаат силни морални и етички квалитети, кои што располагаат со силни квалитети на одговорни личности и посебно личности кои што знаат да се носат со предизвиците со кои што се соочува секоја демократска држава. Третата поента од говорот на господинот Груевски е дека на 24 април ќе се стави крај на политичката криза во земјата. Граѓаните конечно ќе одберат вистинската насока на движење на државата, а сите деструктивни сили и сценарија, вклучувајќи ги оние домашни, но и оние од надвор, ќе бидат за секогаш поразени. Оваа порака е исклучително силна заради фактот што 24 април на вистина се гледа како точка на пресвртница во политичкото, но и во севкупното живење во Република Македонија, бидејќи на вистина сите граѓани во земјава се изморени од наметнатата политичка криза,
се изморени од сите овие така наречени преговори во работни групи, изместување на институциите на системот на нивното основно тежиште, но и изместување од уставот на државата, кој што, како што кажав, треба да биде столб на секоја модерна демократска држава. Во денешнава емисија Поента сакам да се осврнам и на една друга димензија, која што е поврзана со неделната годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, односно на оние лавина коментари и мислења кои што се изредија по социјалните мрежи, а во врска со настанов што се организираше од Унијата на жени. Интересно, многу коментари и мислења дојдоа токму од други жени во земјата, кои испратија, дел од нив нормално испратија коментари кои беа силно навредливи, саркастични и лоши за слушање, поради што сакам еден дел од емисијата да посветам токму на нив, на тие жени кои што успеав да ги прочитам по социјалните мрежи. Не заради нивно лично превоспитување, далеко од тоа, туку заради фактот што сакам да споделам со вас колку грдо ми изгледа тие коментари и ставови на некои, ја ги нарекувам, други жени, а посветени исклучиво за девалвирање на настанот кој што, како што реков, беше одличен во секоја смисла. Па така, напишав еден текст кој што го насловив "Страф од жени", текст кој го посветувам на сите жени што во овие 2 дена омаловажуваа и дискредитираа други жени. И ќе почнам секако со констатацијата: аман бе, толку ли се исплашивте од едно, како што вие го нарекувате, стадо од жени? Па нели се само 10 до 12.000 жени кои на сила биле ставени во автобуси, кои на сила биле однесени во Скопје, кои, како што велите, без сендвичи и топол појадок, беа испратени да му ракоплескаат на лидерот. Па нели се само 10 до 12.000 жени кои што не знаат ништо друго освен да ракоплескаат или се дресирани да ракоплескаат на говорот кој што, како што велите, вие него ни разбираат? Ако е така, од каде сега оваа паника и потреба за медиумски циркус? Мене ми е јасно зошто ви доаѓа паниката и потребата од медиумски циркус, и точно знам од каде и зошто ви доаѓа стравот. Меѓутоа, не сакам да зборувам за вашиот страв, сакам да се разбереме околу една работа. Една друга работа. Во наводници вашите жени и во наводници нашите жени немаат ништо заедничко. Тоа е она што е клучната поента во целиот овој страв. Во вашите очи срамно е за една жена да не носи нели Прада, Луи Витон, Макс Мара. Нашата жена нема да ги препознае овие марки и под нос да ги ставиш, нели, ама тоа е страшно според вас. За вашата жена во наводници е срамно да биде дома. За нашата жена во наводници е срамно да не си ги успие децата. Вашата жена во наводници ги знае сите нијанси кафено од боите за коса, додека нашата жена во наводници ги знае цените на производите на пазар и да, таа е способна и му прави список на мажот кога оди да пазари. Во наводници вашата жена си е самодоволна. Нашата жена е потполна во своето семејство и тука нема лутање. Но сепак, за вас, нашата жена е она глупавата, домакинката, неизбањатата, а вашата жена во наводници за нас е кутрата. Нашата жена добро го разбира и сарказмот и дволичноста и ги смета за навреда, посебно кога доаѓа од друга жена. Но наместо како вашата жена што реагира перфидно и расипано, нашата жена одговара директно и едноставно за да биде разбрана. Дали се разбираме? Ние со вас немаме ништо заедничко. Токму затоа и имате проблем да не разберете.
Вам веројатно ви е убаво кога сте сами, во тамо некој собствен простор, па имате некои виртуелни пријатели со кои си пишувате на Facebook и на Twitter, за тоа како овие небањативе, кутриве, глупиве дошле во Скопје да му ракоплескаат на лидерот. Веројатно ви е убаво со часови да размислувате за сопствениот лик, за тоа како изгледате, за тоа дали ќе ја купите најновата колекција на Макс Мара, или пак може во налети на интелектуално самозадоволување, односно при потреба да си го докажете самите пред себе фактот колку сте паметни, ги рециклирате туѓите цитати, ама оние кои што имаат осило, затоа што овие другиве не се интересни. Значи, страшното беше во тоа што на одбележување на годишнина на Унија на жени дојдоа едвај 10 до 12.000 жени на партија на која и припаѓаат. Замислете колку е тоа страшно. И замислете страшно е што на тој настан говореше лидерот на партијата на која и припаѓаат. Да, и што одвај ги спомнал жените во говорот. Еве, дури лично да се согласам со ова, дека поголем акцент требало да биде ставен на жените, нели на нивните права, нивните слободи, оние сите бла-бла фрази кои ги знаеме наизуст од, нели, Сексот и градот, сигурна сум во тоа дека ги знаете. Заре мислите дека тие жени дошле на настан во Скопје да слушаат излитани фрази за некакви наводни права и слободи на граѓанките во Република Македонија, на жените? Или можеби мислите дека тие жени одлучиле да дојдат во Скопје за да ја прошетаат последната модна колекција? Не, драги мои сограѓанки. Дошле затоа што се сериозно загрижени за она што ни се случува во државата. Дали ова го разбирате? Овие жени се мајки и сопруги кои се грижат за она што ни се случува во нашата држава. Загрижени се за иднината на своите деца и сакаат да слушнат конкретни решенија, конкретни политики, конкретни чекори, а не фрази. И замислете ракоплескале кога слушнале дека партијата на која и припаѓаат ќе победи на изборите. А што требаше да прснат во плач од тиете заради предстојната победа на владеачката коалиција на жените од СДСМ ќе им се скрати летото и прошетките со јахти? За момент ми мина мисла како би изгледала една од вашите жени во наводници во улога на жена столб на домаќинството и на семејството, која ете по напорниот ден на работа треба да напише домашно со децата, треба да поразговара со сопругот, пошто да, со сопрузите може да се разговара, замислете, или да подготви ручек, затоа што ручекот се подготвува затоа што сармите не растат на дрво. Се уште се смеам при оваа помисла. Но не се, ќе се обидам да ви дадам еден совет, иако не сум сигурна дека ќе се разбереме докрај. Начинот на кој навредувате, начинот на кој напаѓате, дискредитирате, се што е поинакво од вас, е премногу машка особина. Несомнено добри сте во тоа, сте стапиле во контакт со машкото во вас, но обидете се малку да бидете и жени. Обидете се да бидете вистински, силни, храбри жени, кои се грижат за она што ни се случува во државата и кои што се подготвени да нудат решенија за излез од кризата. А женските решенија, како што самите знаете, секогаш биле попрагматични, пообјективни и повистинити. Бидете вистински жени и не срамете се од тоа. Може и ќе загубите некој лајк во процесот, но вистинскиот лајк ќе го добиете од онаа од која треба најмногу да вреди тој лајк. Впрочем, погледнете се во огледало, можеби ќе ја најдете таа вистинска жена. Пауза за реклами, повторно останете со нас, повторно се враќаме за 2 минути. Се враќаме повторно во студиото. Вториот дел од емисијата би сакала да ја посветам на тековните прашања, политички прашања кои што се врзани со работните групи и со финализирањето, би рекла, на обврските кои што се содржани во договорот од Пржино. Пред се прашањето за прочистувањето на избирачкиот список, но и вниманието кое што беше посветено на регулативата, законската регулатива за медиумите. Како што веќе знаете, овие две прашања се вистински камен на сопнување
кој што СДСМ ги стави како услов или како предуслов за тие да се појават на престојните избори на 24 април оваа година. И покрај тоа што во неколку наврати сум кажала дека СДСМ нема намера да се појави на изборно соочување со граѓаните, заради еден многу прост и едноставен факт. Гледаат дека рейтингот им е толку низок што едноставно немаат никакви шанси да направат било каква промена во таа смисла да го покачат својот рейтинг за овие 3 месеца кои што следат до изборите. Така што единствената опција или единственото сценарио кој остана во игра е опцијата за бојкотирање на изборите преку наметнување на одредени прашања кои што тие ги сметаат за клучни, а кои што се всушност едноставни, брзо решливи, само доколку постои нормално политичка волја и консензус за нивно решавање. СДСМ сега во најновава игра за бојкотирање на изборите, бидејќи пред 3 месеци или 2,5 месеци зборуваа друго. Зборуваа дека целосно ќе го почитуваат договорот и дека ќе се појават на изборите на 24 април, но откако уследија анкетите во кои што се измерија партиските рейтинзи, тие сватија дека се вистински губитници на изборите што следат, поради што одлучија да ретерираат од првичниот став дека ќе излезат на избори и сега нормално прават нова тактика да преку манипулација со граѓаните и врз меѓународната заедница направат одреден притисок да, ако е можно, се одложат изборите, но како што често пати велам, не да се одложат за 1 месец, за 2 месеца, туку ако е можно да се одложат за 1 година, со цел тие да си го подобрат барем малку рейтингот кој што го имаат меѓу граѓаните. Како што знаете, работните групи кои што се составени од представници на политичките партии и вчера и денес работат на одредено доближување на ставовите, иако се работи за крајно диаметрални спротивставени ставови во смисла на тоа што СДСМ бара нови изговори за да не излезе на избори на 24-ти, а ВМРО ДПМН е постојано угодува во смисла дека ги прифаќа сите партиски или забелешки од страна на СДСМ кои што се конструктивни, разумни, објективни, кои што се во согласност со демократските практики во другите земји членки на Европска унија. И сега во таа брка на мачорот и на глушацот имаме една интересна состојба каде што СДСМ самиот се фаќа во збунка кој што самиот ја предизвикува. Затоа што од една страна вели дека ќе се усогласиме или потребно е да се усогласиме за методологијата за прочистување на избирачкиот список. Од друга страна ВМРО ДПМН и ДУИ вели еве ние бланко ви даваме доверба, нема да даваме никакви амандмани, ќе ја прифатиме онаа методологија која што вие ја сакате. Во оној момент кога вака ќе им се настапи, СДСМ велат добро, методологијата е таа, но ние сакаме покрај оние утврдени во изборниот законник начини на прочистување на избирачкиот список, сакаме да направиме и теренска проверка на секој избирач од врата до врата, што повторно ја актуализира онаа теза првично кажана, дека едноставно се бараат нови и нови причини како СДСМ да го избегне изборното соочување со граѓаните и како СДСМ воопшто да не учествува на изборниот процес, а за тоа да има одредени нели по нив објективни изговори кои што ќе можат да им послужат понатака за евентуално правење на нова политичка криза или евентуално влијание врз меѓународната заедница да не ги признаат изборните резултати кои што ќе се случат на 24 април. Но и на оваа теза и на оваа манипулација СДСМ денеска доби врела шлаканица. И тоа ни помалку ни повеќе од господинот Хан, кој што јасно стави до знаење дека за Европската унија е битно да се организираат фери демократски избори, без разлика на тоа кој ќе учествува во изборниот процес. Значи, господинот Хан им го стави местото или им го даде местото на СДСМ во политичкиот процес и им вели
бидете разумни, постапувајте согласно договорот од пржени обврските кои што сте ги преземале при подпишувањето на договорот, бидете конструктивен политички играч, затоа што во спротивно, доколку не сте конструктивни и не работите согласно нормалните политички правила, можете да бидете и бойкотирани од наша страна. Односно, ние да ги признаеме изборите како кредибилни, како демократски и фер, доколку се воспостават сите демократски правила и доколку наблюдувачите на мисијата на ОПСИ и ОДИХР, но и на Парламентарното собрание на Советот на Европа, како и на Европската комисија, дадат зелено светло, односно позитивно светло за тоа дека изборите се организирани на фер и на демократски начин. Поголема шлаканица и поголем абер за освестување од ова кое што ја добија денеска од господинот Хан, мислам дека СДСМ не треба да очекува и не смее да очекува доколку сака и понатака да биде кредибилна политичка партија во опозиција и доколку сака и натаму да биде вклучена во политичките преговори за надминување на политичката криза. Доколку продолжи со ваквото деструктивно однесување и делување, СДСМ може да се најде и на работ на сопствената политичка пропаст, доколку тоа име намерата и целта на лидерот и на раководството на СДСМ, нека име со среќа. Овде правиме повторно мал блок реклами, останете со нас, се враќаме по паузата, но и по една прислушана музичка номера која што се надевам дека режијата ќе ја одбере на вистински начин поврзана со темата. Да, значи во целиот овој максимален државен ангажман да се случи и тоа така наречено фамозно прочистување на единствениот избирачки список во земјава. Не знам дали приметивте една друга работа. Имам чувство дека кога ги гледав емисиите на проопозицијските медиуми изминативе неколку недели, имав чувство дека Република Македонија е земја расадник на експерти за избирачки список и расадник на експерти за избори. Па тоа ние сме имале се стручњак до стручњак. Луѓе кои што навистина се разбираат од оваа изборна проблематика. Баш пред некој ден пуштаме еден телевизиски канал, седнати на тркалезна маса четворица експерти, зборуваат за сложената операција наречена прочистување на избирачки список. Пуштам друг канал, седнати тројца експерти кои што исто така се добри познавачи на избирачкиот список. Пуштам трет канал, двајца експерти. Да не ви се верува, во рок од 2 часа, во ударни термини главно на проопозицијските медиуми, оркестрирано сите во еден глас, околу 9 експерти, зборуваат за современи методологии за прочистување на избирачки список, зборуваат за процедури, за вкрстување на податоци на избирачи од различни бази, па зборуваат за тоа како треба тие бази и теренски да се проверат, како треба да тропаат од врата на врата за да видат дали тие луѓе живеат на тие адреси и што ли се не сте изнаслушавме, за да на крај после цели сати дебати, нели експертизи и така натаму, финалната експертиза во форма на заклучок на сите да им биде дека нема време за прочистување на избирачкиот список во земјава. Слушам и не ми се верува каков гениозен заклучок од експерти кои што наводно ја познаваат изборната проблематика. И сега си велам на граѓаниве што нели не ги познаваат толку овие прашања и едноставно не се навлезани во изборните правила и одредби. На прв поглед, кога ги слушаат експертиве, навистина им изгледа се прилично конфузно, сложено, тешко. И оттаму многу полесно е да им се сугерира заклучок кој што е на линија на оркестрираниот експертски заклучок. Обичниот граѓанин кога ќе слушне се ова, си вели па да, ова можеби навистина е невозможна мисија, бидејќи изгледа прилично комплицирано и збунувачки. Меѓутоа, за оние кои што се разбираат од изборна проблематика,
велат кога ќе се погледне површно, точно може да се донеси таков заклучок. Но каде е пресвртната точка во оваа медиумска манипулација која што е режирана од раководниот центар на СДСМ? Пресвртот се случува кога таа наводно тешка, сложена, обемна активност која што сакаат да ни ја представат од страна на СДСМ, всушност ќе се представи или поедностави во целата своја вистинска едноставност. Ќе се преведе од таа сложена, обемна, комплицирана структура и операција во онаа што е вистинска, проста, едноставна операција. И така ќе се свати дека вистината за прочистувањето на избирачкиот список е токму во неговата проста и едноставна техничка операција. Првата замка во која свесно и насилно е втурната цела држава од страна на раководството на СДСМ и нивните платеници е дека овие наводни експерти треба да бидат пуштени во мисија на разубедување на македонското граѓанство, кое предходно нели токму од нив е оквалификувано како просто, како небањато, како глупо, како ограничено и слично. Значи, овие наводни експерти треба да му објаснат на македонското граѓанство дека ние всушност не живееме во ера на информатичка технологија, туку дека сме заглавени некаде во камено време, во време кога на земјава шетаат диносауруси, а не луѓе. И сега убедувањето на јавноста требаше да оди наводно систематски, чекор по чекор. Или таква беше агендата на една странска држава. Систематски, полека, чекор по чекор, да се разубедува граѓанството дека всушност ова е многу сложена и тешка и комплицирана операција. Ама наместо чекор по чекор, овие големиве експерти, крајно нападно, јас би рекла до степен на вистинска перверзија и зафрканција со интелигенцијата на македонските граѓани, го објаснија целиот овој процес. И како на крај да не кажеш, па дајте бе луѓе, имајте усул. Па не може да го возите народот со вакви малумни изговори и вакви малумни објаснувања. Навистина, правите еден смртен грев кон нацијата и кон државата со сите овие објаснувања. И би рекла дека е крајна патологија во 21. век, во земја со помалку од 2 милиони избирачи и во услови на целосна дигитализираност и софтверска институционална поврзаност, да сака една политичка партија да наметне режија на долгометражен филм наречен Прочистување на избирачки список исклучиво за потребите на неколкумина пајташи во СДСМ. Државата и граѓаните, заради овие нивни далеко од ум потреби, стануваат предмет на национален срам, но и национално омаловажување, дека не се способни да направат едноставна техничка операција за повеќе од 1 месец, па ако сакаат и за 3 месеци може да им се удоволи, меѓутоа нека се фокусираат на суштината, а не на роковите. Навистина е национална срамота што раководството на СДСМ одлучи да тера вакво класично политиканство со една техничка операција која, одговорно тврдам, квалитетно се завршува за 2 работни недели. Впрочем, нека си ги прегледаат снимките и од нивниот лидер пред 2 години, ајде сега веќе 3-та година, значи во 2013, кога и самиот тој тврдеше дека избирачкиот список може да се прочисти за 2 работни недели. И ако се толку убедени дека избирачкиот список не го бива и дека избирачкиот список е полн со нелогичности и проблеми, тогаш зошто принципиелно не си поднесат оставки на сите функции кои ги имаат добиено токму врз основа на таков единствен избирачки список, нели полн со проблеми, со аномалии и така натаму. Зошто во име на принципите на СДСМ не си поднесат оставка сите советници од нивните листи, сите градоначалници кои што беа кандидирани од нивна страна, сите пратеници кои дојдоа на пратеничко место токму како резултат на тој деформиран единствен избирачки список како што сега го прават.
Тука правиме мала пауза и останете со нас со последните 5 минути од емисијата. Да, и се враќаме на тезата на раководството на СДСМ, кое што оди дека ако не каже раководството на СДСМ дека избирачкиот список е во ред, во земјава нема да има избори. А самите тие знаат дека таков избирачки список, кредибилен и демократски, имаат и во моментов, ама пак ќе кажам, не е до списокот, туку до рейтингот. Рейтингот никако да се крене, така што има една тактика да се мантра народот со избирачкиот список, се додека не се видат промени во анкетите за партиската доверба, кое што како тактика е само тесно партиски, но не и државен интерес. И што им преостанува сега на раководството на СДСМ, посебно после денешната шлаканица од господинот Хан, им останува да плачат, да кукаат по амбасади, по меѓународни организации, по разноразни домашни измеќари и фраери, само и само да не им се случи оваа ноќна мора, само и само да избегаат од соочувањето со избирачите. Водејќи се по нивниот ум, внесовме едно чудо операции во изборниот законник за една наједноставна техничка работа, која секоја нормална држава, па оттаму и Република Македонија, ја прави тековно и во континуитет. Целава фама околу проверката на избирачкиот список е всушност директно поврзана со прецизното утврдување на бројката колку државјани има Република Македонија и колку државјани се со наполнети 18 години старост и без изгубена деловна способност. Во тоа е големата сложена операција која што ни ја представува СДСМ. Значи, раководството на СДСМ со оваа така наречена прочистителна изборна гранд парада сака да не убеди дека државата всушност не знае колку државјани има. Значи, не знае колкава бројка на луѓе имаат навршено 18 години и се активни гласачи во Република Македонија. Да не беше цела оваа работа смешна, ќе беше трагикомична. Ама сепак на крајот сите видовме дека зад оваа шема со бројки и проверки всушност се крие вистинскиот страф на опозиционерите. Се крие нивната така наречена стратегија за класично купување на време и ништо повеќе од тоа. Ако СДСМ заборавија на член 22 од Уставот на Република Македонија, ние сме должни да ги потсетиме. Во тој член 22 кристално јасно им се објаснува на оние на кои што се уште не им е јасно дека секој граѓанин со наполнети 18 години живот стекнува избирачко право. Точка. Значи, сите државјани на Република Македонија со навршени 18 години живот по сила на Устав мораат да бидат запишани во единствениот избирачки список на државата. Сите избирачи се државјани на Република Македонија. Единствен основ, како што кажав, за губење на избирачкото право е доколку ја изгубат деловната способност. И во тоа е комплицираната операција. Државата не може да се справи или не може да нема капацитет да утврди колкав број на луѓе во Република Македонија се со 18 и над 18 години и да ги стави во избирачкиот список, кој што, by the way, постои 25 години во државата, кој што постојано и во континуитет се прочистува и каде што за секој изборен процес има точно утврден период кога тој избирачки список можат и самите граѓани да го видат, односно да видат дали се во него активирани како активни гласачи и доколку има одредени проблеми, самите граѓани да направат проверка, но и да направат корекција на евентуално грешните податоци кои што се внесени во тој избирачки список. И сега, таа одредба од Уставот е до објасната во изборниот законник, каде што се вели дека
Право да избира има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот и има деловна способност и е со постојано живеалиште во изборната единица, односно во општината или градот Скопје, каде што изборот се врши. Државјаните на Република Македонија, кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство, а се запишани во избирачкиот список врз основа на евиденцијата од надлежниот орган и пријава за гласање, гласаат во дипломатско-конзуларните представништва на РМ во странство, односно конзуларните канцеларии во согласно со одредбите на изборниот законник. Ја не знам што е тука нејасно и што е тука проблематично во одредбиве. Дури и за оние оркестрираните експертски познавачи на во наводници сложената работа, каде тие го видоа просторот и причините за креирање на ваква опозицијска драма. И што во овие одредби не е јасно, за да можеме да им помогнеме и да им разјасниме, се надевам за последен пат. Какви се овие смешни додадени методологии, вкрстувања, проверки, анализи, терени и така натаму, за прашање кој што, како што кажав, е чисто техничка оперативна активност. Но еве добро, ВМРО ДПМНЕ и ДУИ и ДПА се согласиле покрај овие вкрстени проверки и разноразни методологии да се согласат и за евентуално теренска проверка на избирачите. И сега мене прашањето ми е, прво, кој ќе ви дозволи да ми дојдете на врата и да ме проверите дали јас живеам на тоа место каде што сум запишана дека живеам? Второ, што ако не сум присутна во часот и во времето кога вие ќе дојдете да ме анкетирате дали сум ја вистински таа личност? Што ако сум, пример, на 2 дена отидена некаде во странство или сум излезана на пазар? Дали тоа значи дека вие ќе имате одврзани раце да ми избришете мене од избирачкиот список затоа што не сте ме нашле на денот, односно часот кога вие сте поминале како теренци? И кој ќе ја преземе одговорноста, пред се кривичната одговорност, доколку по тој основ се избришат илјадници граѓани кои што не се најдени дома или едноставно не можеле да стапат во контакт со теренциве, односно со анкетариве. Кој ќе ја преземе кривичната одговорност доколку еден државјанин избирач на Република Македонија биде избришан од избирачкиот список по основ на теренска проверка? Дали тоа ќе биде одговорност на теренецот кој работел или ќе биде одговорност на председателот на Државната изборна комисија кој го пуштил во мисија да прави теренска проверка на избирачите? Интересно е што ова сценарио и оваа хаотична состојба која што се наметнува од раководната структура на СДСМ многу ми наликува на она сценарио од филмот Секс лаги, само што таму беше видео ленти, а овие наши имаат аудио ленти, што насилно ни ги пушта да ги гледаме, да ги слушаме секој ден по 3 пати. Но истите тие режисери, сонувајќи холивудска слава, треснаа на скопските даски. Треснувајќи силно на земјата, ги историја и купот лаги и купот измами, но и кодошења, шпионирања. Сосема случајно, не сакајки. Се видоа писмата, SMS пораките, намерите, фабриките, аферите, пријателите, корежисерите, спонзорите, спонзорушите, супозиториите, спин докторите. Се излезе на површина. И сега, за да го сокријат собствениот голем национален, а богами и регионален срам, тргнаа кон вообичаениот и познат процес на дефокусирање. Граѓанското внимание сакаат да го пренасочат од откриените лаги и измами кон некаква наводно опсежна операција на избирачко пребројување. Теренски се разбира, затоа што преку теренскиот опит и теренската анализа на секој гласач треба да им послужи како екстра време за отрнување на граѓанското внимание од неуспехот на игрите и предигрите на раководството на СДСМ. Тие пусти се надеваат дека теренот ќе им даде и нова можност да продрат во психата на гласачите, со цел одблиску да испитаат дали филмот е гледан, колку пати е гледан
и евентуално која сцена од филмот кој што тие го режираа најмногу ги бендисало граѓаните. Интересно е што нивната потреба за дефокусирање на вниманието на народот е толку силна, што буквално не се фирмаат другите потреби на граѓаните. За главните раководни актери на СДСМ ништо друго не е важно. Ниеден друг интерес на граѓаните не е важно, освен се разбира теренската проверка на граѓанските идентитети, во што е можно подолго време, за да бидат избришани трагите од ова нивно филмско фијаско. Освен теренската анализа, вниманието на главните актери нормално треба да се фокусира и на медиумите, кои не треба ни збор да кажат за филмскиот неуспех. Ми потврдуваат од режијата дека веќе немаме време за емисијава, иако ја таман се разборев. Останува уште толку да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 26 јануари 2016 година. Ми останува уште толку време да ве поздравам, да ви посакам убаво попладне, да ми останете со здравје и со добро убаво расположение и секако слушајте Радио Слободна Македонија и уживајте во програмите на радиото. Поздрав и до слушање наредниот вторник. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.